Noćeska dođi mi na romantika. Usnite tvoji da mi stanat navika. Rastopi me kako sveća, ja si ti kamo sreća. Da mi dojdeš na romantika. Романтики. Се ги речиш кај го има ова ванелчево најдено. Значи ваква модна креација може да ископа само некој среќно оженет романтичен. Неоженет не сме ваква да ископот и нема ни да се ожени. Откако ќе се ожениш после полесно. Или барем така ти велат дур се ожени. Дур си ги ополиш очи. Не е битно. Битно минатата епизода зборавме за овие неоженетите, овие сингл што се со романтики. Ова епизода ќе збораме за оженетите и омажените. Колку се романтични како од романтиката понатаму мора. Спремни сте? Ајде да удриме да шпицата и да одиме. Сакај луѓе што решават да влезат во брачните води. Во тавчето што рипнува. Сакале ти или некеле романтиката тука се мен. Арно, ама разликите останват. Значи разлики мора да има. А бога ми има и причини за разлики. Прва причина не е хороскопот. Значи доста со тие хороскопи. Ама прекуглани дојдовте на сите се, не знам како да ви објаснам поинаку. Значи ако тебе месечината ти влегва во Венера и ако Меркур ти е ретрограден, не значи дека Сатурн ти е ретардиран. Знај тој кај влегва и месечината и Меркур. И после се чудите кај ви е сонцето и кај ви е сонцето де. Со тој хороскоп. Моабето ми беше, браковите претежно се делат на срекноземени и несрекноземени. Се шо е причината за срекно, несрекно, тука не навлегваме, кај секој си различно то. Индивидуална работа е тука, нема збор. Но фактот дека има и срекно и несрекноземени си стои. Арно, ма чим дошло до брак, тука можеме да предпоставиме до некаде барем, пак ќе речем индивидуална работа, дека мажо некако успел да изромантизира работата за да дојде до брак. Дали правил многу или малку шо, правил, пустел, штурел тука, битно направил нека. Битнала работата. А бога ми истото важи и за жени, пошто технички свадбата е многу поголем ден за нив. Значи правеле шо правеле тука, марифети, метани, чуда, стигнало до свадба, битнала работа. И сад кога ќе се земат, што се случи? Ма жените жени мислат дека откога ќе се земат сега, после оваа колуминација што се случи сега, мажа од тука натаму само романтичен ќе биде. Абе не ти се молам, значи нема една грешка. Значи мажо сега кога ќе фати со романтики, тоа е чудо некој. А пак од друга страна мажите шо мислат? Ја демне времиња ја лове, фова, она ти реков, ми рече метани направивме свадба, се нема шо да ловам по кевевата, уловена е готово. Шо има поке романтики да правам, која е битна работата, дај сега да тераме. Оти во природата на мажо е малце по-практично да размислува. Исто кој што го правевме муаветот пример за договарањето на свадби и спремањето. Мажо гледа да биди свадбата, се деси секако што треба се деси да заврши. На жената му се битни тие детали, ова, она ти реков, ми рече цвекиња, романтики чуда. Пошто нели на принцезата треба сите да му позавидат, на на принцот, кој го тркала принцот, така. Што значи? Жената понатам во живот очекува поке романтика, а мажо очекува малце поке мир. Пошто еве бидна хаосот помина и сега мисли дека мир ки има. Арно, ама и мислењето и нему е некоја силна одлика на мажите, ти кажам искрено. Там тие си помислуваат од време на време, си помисли и си речи така и толку. Арно, проблемот тука е шо е? Никој не му кажва на мажите дека после тоа заедно за секогаш до крајот на животот, то срекни до крајот на животот уствари значи дека жената треба да ти е срекна до крајот на животот ако саш ти да си срекна. Сакале ви или не, келе вистината таа е. Ако не ти е жена ти срекна, ти нема биш среќен сигурно. Значи тука можам да гарантирам со што сакаш бева. Сам ти можеш да се трудиш, ама тука многу поке труд влегва без потреба. А не ки многу да усреки жената. Не мораш секој ден да усрекваш цвекиња, да му даваш изненадување, му правиш ти реков ми рече. Дека кој та не те усреква секој ден, што си јас тегаш душа. Ама нормално дека од време на време треба нешто да правиш, треба душата ти сака да му направиш бе човек. Треба ти е мерак, треба да си ја знаеш особата прво и основно, знаеш што сака, како сака, зошто сака, што сака слушни, што сака доби и да му го направиш келајо што викаме ние. Значи во ситните работи се добро вие што сакате скапи жени да имате и што си прат филмови нешто на Биби Come to Dubai ти реков ми рече, тоа е друга работа. Значи такви сурати не можат никогаш да бидат срекни, пошто никогаш нема постигнат цел живот да усрекват некој. Тоа е невозможна мисија. Нормално истото важи за тие што очекуваат на таков начин да бидат усрекени. Значи, од што сакате по секоја цена си го направите животот поубав, со сила си го правите полош. Со поќе осамени ноки, со поќе филмови тепање по сториња и по интернет, ја поќе осаменост
дома затворени. И така да не навлегвам се многу длабоко и да не ве погоди ептен ке речите ама новај само фрла со тешките камења. Муабето ми е нормална жена неки многу за да е среќна. И не ни треба да сака многу технички, треба да го сака тоа што го има. Исто како што и мажот треба го сака тоа што го има. Само што за жал живееме во многу азнисани времиња, луѓето поќе не знаат од азди што да направи. Затоа нема романтик. Ама и аздисот не е единствена причина, едноставно како што рековме брат. Жичките ни се поинаку врзани. Пример на маж во 200.000 години никош нема само по себе да му текни дека треба цвеќе на жена му купи. Значи 200 цвеќарници денес да помини вака, да помини покрај нив, низ нив да помини, нема ни да ги ополи цвеќињата, ти едноставно не му е така врзано во глава. Освен ако жена му или женска му или мајка му или било кој некој не го научил дека треба да купи или не го натерал едно 200 пати, не знам што е со 200-ката, не само 200 пати. Дурне му го всади што во глата, на мажо никогаш нема да му постојат цвеќињата, ме сваќаш, од едноставно не сме така врзани. Само од лично искуство си кажам, јас си обожавам жена, ама дурне сватив дека стварно сака цвеќиња и дека стварно прат среќна. За мене цвеќето беше онака брат, поарно ни ти купам нешто што ќе ти се најди во животот, ќе ти користи. Не зборам за метла, за чистење или за нешто општо, што даеме, сваќаш. Цвеќето ќе оклаиш во вазната, ќе батиса по некој ден и толку. Значи до пред некоја година не цвеќиња бе брат. Да врвев низ нив вака, низ полиња цвеќиња вака, низ фаца да ме маваа, немаше да ги видам и немаше ми текли. Арно, ма зато сега. Може ми текнува секој ден. Арно, ма од време на време, некој цвеќе, некој букетчек излези. А и реално не е ни убо да е секој ден, тоаш нема ни да е изненадување, нити пак е убо. За да е убо, треба да ти дојде убо на душата, да го немаш видено некое време за да го види. И то цвеќето не мора да е секојаш купено. Мене пример поромантично ми е да го скинам од негде да ти го дојса. Пошто секој може да купи, ама оди потруди се, најди негде, скини, одбери. Не знам оти, ама тој ми е поромантичен гест. И се има жени што сакат то завиткано букет во не знам што да види, ти реков ми рече. Јас фала Богу немам тамака. Не е битно како од калда е цвеќе да е вака, му го носиш и одма светнува сурата. Додуша кај мојата и без цвеќе светнува сурата кој ме види. Не можам да се пожала. Ама сам да речем на некој начин таа ми даде до знаење дека тоа е нешто убаво и нешто што сакат жените, знаеш. Ме истренира на некој начин, са глуп збор, ама сам да речем не дека не знаев дека е убаво цвеќе му даеш на жена претходно, ама едноставно секогаш гледав да дам нешто што ми е мене пологично го дам или што мислам дека ќе биде поубаво. Пошто како што рековме, мажите гледат попрактично да размислуваат. Маж гледа ти дај нешто што ќе ти остани, не нешто што ќе ти овени. Жените гледат поромантично на работите. Не му е гајле дали ќе овени цвеќето, битно му е дека сака цвеќе. И многу е битно да не е цвеќе во саксија. Сам повозрасни жени си сакат цвеќина во саксија и си ги одгледуваат и си прат огромни некој таму цвеќари низ дома. А помладите жени многу неќат цвеќиња во саксија од одговорност му е, ме сваѓа. За тај ден тон работа има за думање од на работа, од врски, од другарки, од ти реков ми рече, разни драми се ќе дума цвеќето дали го има наводнато или го нема наводнато. Значи цвеќе обично му даваш, батисва по некој ден и крај на приказната, после треба друго. Ти вака во саксија му даваш и му стои. Значи дур му стои то, ти немаш од друго да му дава. Ето е та логика машкавата. И не за друго ти жените ги премислуваат работите многу. Леле, зашто ми даде цвеќе во саксија овај? Тоа е многу трајно некако. Леле може да сака да речи дека ние сме трајни. Може да размислува за живот заедно. Ако размислува за живот заедно. Ами ако чекува да го одгледувам, ами ако не успеам, ами ако мисли дека не можам деца да гледам, ами ако го сушам, ако ми рече ми ги суши децата. Леле, деца имам. Нека ги крстиме децата. Леле, кузне какви ќе порастат децата и дали ќе порастат кузне. Кој може да мисли секоја година деца да ми дава? Леле, што ќе правиме со толку деца? Уствари што има тој да ме тестира мене да гледа дали ќе одгледвам или не одгледвам ја? Оти не ми да едно цвеќе вака нормално, ми го дај да си суши готово. Зеде дете ми да шо е следно куче? Куче ќе ми купи. Леле, шо му куче ќе ми купи. Се не знам дали е збор за зборам, од прилика вака некако изгледа то премислувањето, само шо сите овие мисли се во една стотинка. Значи тек колку има во секундата, па во минутата, па во животот да не правиме муавет. И после сите мажи се чудат од кај настана од обичен муавет, цела кавга, цела драма, цела приказна. Настана ме бате, та настана да тука се врти цело време. Да му се чека некој збор или некој потек да се отвори и толку. Од тука натаму бура, а бура најубаво се запира. Цвеќе бе бате, букетче едно вака динг, цвеќе готово. Може да не е долгорочно, ама на моментот бурата е запрена. А то најубаво знаат овие што дават такви цвеќиња и букетчиња секој втор ден од пуста грижа на совест. Што да не мислевте така ќе си помините вие швалерај што терате таму. Не може да правиме муавет за романтики, најголемите романтичари да не испомниме. За што имате среќа во епизода што дојде на крајот и што немаме уште време да правиме муавет, ама не и се. Имаме друга епизода. Ќе него петок кај. Така што јас сега ќе ве оставам на нашата програма. Сејте си, уживајте си вие, гледајте си вистинска телевизија. Па ние се гледаме во петок со уште една епизода романтик. Толку од мене. Поздрав, имајте убав ден.